Какви се состојбите во Агенцијата за разузнавање? Дали се таму стабилизирани работите откако сте вие шеф на државата, има ново раководство таа институција? Да, мислам дека се после првите тие нормално уходавање на новото раководство, ги знаете, имаше јавни прозивки, мислам дека таа работа се смири. Наќа Чулев е човек од агенцијата и поранешен директор таму од времето на Ѓорѓе Иванов. Тој повлече дел од луѓето од агенцијата во МВР, не успеа за дел бидејќи не доби согласност, мислам дека од дополнителниот заменик министер, но дел од тие луѓе продолжија да работат во агенцијата, како Синиша Алексовски, како Кирил Тодоровски. Ме враќате на прашање од минатата година. Има, реков и тогаш, се што е низ процедура, тука не можам да се мешам, ако има судска процедура, дали е 27 април, ако е некој зафатен, не е зафатен, дали некој имал врска со диво населје и така натаму, тоа се други работи. Меѓутоа, ова што можам да ви го кажам, значи, не мешајќи се во судските процедури кои се во тек, не ни знам кој се од нив е евентуално зафатен во тие процедури, можам да ви кажам дека двајца од тие луѓе кои ги спомнувавме и минатиот пат, повеќе не се припадници на Агенцијата за разузнавање, не затоа што судски е тоа така решено, туку затоа што не добија безбедносен сертификат. Сега, како членка на НАТО, критериумите се многу поригорозни од порано, од мене почнувајќи па до сите други, па и до вас како новинар, ако пробате да влезете во како новинар од земја членка на НАТО во седиштето на НАТО, нема така лесно како некојаш да добивате и нема да имате пристап баш секаде, че 20 од нив баш овие денови мислам дека им престанува работниот однос, поради тоа што не добија сертификат од Агенцијата за национална безбедност, која е надлежен домашен орган за таа работа, се разбира, засилена со луѓе од НАТО. Канцеларијата за безбедност на НАТО алијансата. А другиот дел од агенцијата ќе може да одговори со своите капацитети на тоа што ќе биде. Тоа е правило кое е воведено, од НАТО е воведено тоа правило и сега агенцијата го подготвува новиот закон за агенција кој заради овие работи не може да помине во собранието, меѓутоа новото собрание ќе се зафати со него час поскоро. Агенцијата и сега како пракса, а утре и како закон, вели дека тука не може ниту еден да биде вработен на било кое место, а да нема безбедносен сертификат. И тоа со највисок степен. Дали сте задоволен од начинот на кој што Ерол Муслиу ја води агенцијата? Да, затоа што ако паметите и вие и македонската јавност, јас минатата година кога објаснував дека зошто него сум го ставил, реков дека освен неговите професионални референции кои ми беа познати, бидејќи сум бил долги години дел од тој безбедносен апарат на некој начин, добив многу позитивни референции за него и од нашите стратешки партнери. И ова можам да ви кажам, значи без да именувам. Во последниве неколку месеци ние ја обновивме соработката на комплетно оперативно ниво со трите најмоćни разузнавачки сервиси во светот. Значи во него, не велам дека само заради него е тоа, меѓутоа тие разбра дека Агенцијата за разузнавање не е партиски сервис на партијата на власт, дека работи професионално и само така се решија да поврата дел од својот персонал во регионот. А колку претходно беше прекината? Беше прекината од 2014. Добро, поприлично долго време.